Продолжуваме со снимањето на нови видеа на YouTube каналот Германски јазик онлайн. За почеток да споменеме дека со ова видео завршуваме од предавањата за ниво А2 и бидете сигурни дека сте ги гледале сите видеа од ниво А1 и ниво А2, бидејќи следно продолжуваме директно со снимање на предавања за малку понапредно ниво и тоа B1. Во ова последно видео од ова ниво ќе учиме за пасив Sätze in Plusquamperfekt und Zukunft или за пасивни реченици во предминато и во идно време. Па можеме да започнеме. Како за другите видеа и во ова видео за почеток да споменеме што треба да повторите за полесно да го научите. Предавањето. За почеток треба да знаете за минато време и тоа за перфект и за претеритум. Истото видео можете да го најдете на каналот во ниво А1 плейлистата. Потоа можете да повторите за предминато време или Plusquamperfekt и тоа дел 1 и дел 2 видеата можете да ги најдете во плейлистата А2. Следно за употреба на глаголот werden потребни се видеата од третиот и четвртиот дел, каде што објаснуваме за употреба на werden во идно време и во пасивни реченици. Потоа можете да го гледате нашето видео за пасивни реченици во германскиот јазик и видеото кое го снимавме претходно за пасивни реченици во минато време. Значи зборуваме за пасив во ова видео и тоа знаеме дека во германскиот јазик постојат пасивни и активни реченици, односно актив и пасив. Пасив го делиме на Zustand пасив или пасивна состојба и Vorgangspasив или пасив на процес. Во А2, бидејќи учиме за пасив на процес, би го поделиле уште на неколку типови и тоа пасив in presens или пасив во сегашно време, потоа пасив во минато време или пасив in Vergangenheit и пасив in Zukunft или пасив во идно време. Во минатото видео учевме за пасив во минато време и тоа за перфект и претеритум. Во ова видео ќе учиме за пасив во предминато време и во пасив во идно време. Накратко да кажеме што е тоа пасив, а потоа продолжуваме со главниот дел од ова предавање. Пасив во германскиот јазик. Што е тоа пасив? Веќе споменавме во повеќе видеа претходно дека постојат активни и пасивни реченици. Активната реченица е различна од пасивната во тоа што дава одговор на прашањето кој го прави нештото, односно главна улога во реченицата има вршителот. Пасивната реченица за нејзина разлика одговара на кое е дејството и врз кој се врши. Значи, зборуваме за дејството и трпителот на дејството. Да видиме пример. Од левата страна ќе имаме активни реченици, од десната страна пасивни. Девојчето ја тркала топката, значи во активната реченица вршителот ни е девојчето. Како пасивна топката е тркалана, во оваа реченица главно зборуваме за дејството, значи тркалање на топката и трпителот во случајов топката. Уште две други примери, јас зборувам на телефон, како пасив се кажува се зборува на телефон. И пекарот го печи колачот, во пасив кажуваме колачот се печи. И можеме да додадеме од страна на пекарот, но најчесто не се користи така. Колку типови на пасив постојат, тоа веќе го знаеме.
пасив постои за сите времиња. Voagangs пасив или пасив на процес го учевме во ниво А2 и Zustands пасив или пасив на состојба ќе го учиме во B1. Продолжуваме понатаму. Кога се користи пасив во германскиот јазик? Пасив се користи кога имаме пасивно дејство на речениците. Да видиме примери. Кога вршителот е општа личност. Например, пасивна реченица би било во Германија се пие многу пиво. Кога вршителот не е важен, например во Улм се отвара нов фитнес. Ако вршителот е непозната личност, например нашиот автомобил е украден. И последен случај е кога објаснуваме некој процес, например водата врие. Тоа беше основата за пасив, а пред да учиме за пасив за предминато и идно време, важно е да повториме накратко основата за пасив во сегашно време. А подетално можете да го гледате видеото за пасивни реченици во германскиот јазик. Како се формира пасив на процес во сегашно време? Значи, Voagangs пасив in presens се формира со помошен глагол во сегашно време, кој секогаш е глаголот werden, конјугиран, и главен глагол, секогаш различен глагол, зависно од реченицата, но секогаш е во партицип 2 форма. Знаеме werden како се конјугира во сегашно време и нема да повторуваме. Исто така, како се формира глагол во партицип 2 форма, знаеме дека зависи од тоа дали глаголот е правилен или неправилен. Исто за ова нема да повторуваме. Да видиме пример реченици за пасив во сегашно време. Der Schrank wird von dem Mann geöffnet. Значи, користиме глагол werden и глагол öffnen во партицип 2 форма. Уште еден пример, die Studenten werden von den Professoren geholfen. Исто тука, го користиме глаголот helfen во партицип 2 и глаголот werden конјугиран зависно од подметот во случајов во множина. А сега продолжуваме со главниот дел и тоа за пасив на процес во предминато време или plusquamperfect. Која е разликата меѓу пасив на процес во перфект наспроти plusquamperfect? За перфект веќе учевме во претходното видео. Значи, перфект и plusquamperfect се слични како во активните, така и во пасивните реченици. Разликата единствено е во времето, во случајов претеритум на помошниот глагол. Значи, актив во перфект имаме од горната страна и актив во plusquamperfect во долната страна. Актив перфект реченица се формира со помошен глагол кој ни е во сегашно време плюс главен глагол кој ни е во партицип 2 форма. Актив во plusquamperfect се формира со помошен глагол кој ни е во претеритум и главен глагол кој ни е исто така во партицип 2 форма. Овие правила веќе ги знаете од претходните видеа каде учевме за нормални реченици или активни во перфект и plusquamperfect. И можете да ги повторите овие 3 видеа од ниво А1 и ниво А2. А сега како се формираат пасивни реченици. Во перфект знаеме од минатото видео дека се формира со помошен глагол, секогаш глаголот sein во сегашно време, плюс главен глагол, секогаш различен глагол кој ќе биде во партицип 2 форма, и на крај краен глагол или глаголот werden кој ќе ни биде во перфект
форма и тоа конјугиран како ворден. Кога сме кај пасивни реченици во плусквамперфект, имаме мала разлика и тоа. Помошниот глагол sein ќе ни биде и во претеритум, значи како варен, плюс главен глагол во партицип 2 форма, зависно од глаголот, и на крајот краен глагол во перфект, глаголот werden, односно конјугиран како ворден. Значи главната разлика меѓу пасив имперфект и имплусквамперфект ни е помошниот глагол, кој во едниот случај е во сегашно време, а во другиот случај во минато пишано време. А сега како се формира реченица во Vorgangspasiv im Plusquamperfekt. Слично како Vorgangspasiv im Perfekt. Значи, во претходната минута ги објаснивме разликите. Помошниот глагол sein во претеритум ќе се промени како варен, а крајниот глагол werden во перфект го променува името во ворден. Значи, во презенс имаме sein, во претеритум варен. Тоа веќе го знаеме. Во презенс имаме werden, во перфект ворден. Да видиме примери. Во следната табела ќе промениме истата реченица од сегашно време актив, сегашно време пасив, перфект пасив и на крај плусквамперфект пасив, за да ги видиме разликите. Der Fahrer fährt den Freund zum Flughafen. Шоферот го вози пријателот до аеродром. Ова е активна реченица. Зборуваме за вршителот. Како пасив би било во сегашно време. Der Freund wird zum Flughafen gefahren. Пријателот се вози до аеродром. Овде зборуваме за дејството и за трпителот на дејството. Значи е пасив. Како перфект реченица, знаеме како се прави. Der Freund ist zum Flughafen gefahren worden. Пријателот беше возен до аеродром. Значи, со плава боја го имаме глаголот sein, конјугиран како ist, и на крај на реченицата го имаме глаголот werden, конјугиран во перфект како worden. Со зелена боја глаголот fahren или вози, конјугиран во партицип 2. Кај плусквамперфект имаме голема сличност со перфект пасив и тоа. Der Freund war zum Flughafen gefahren worden. Пријателот се има возено до аеродром. Можете да забележите дека единствената разлика е во глаголот sein, каде зборуваме за сегашно или за претеритум време. Продолжуваме понатаму. Vorgangspasiv in Zukunft или пасив на процес во идно време. Ке зборуваме за двата типови на идно време и тоа за Futur 1 и Futur 2 накратко. Повеќе ќе обрниме внимание на Futur 1, бидејќи за идно време подетално ќе се учи во ниво B1. Но сега ќе споменеме само за пасивни реченици. Која е разликата меѓу пасивните реченици во сегашно време наспроти минато говорно време, наспроти идно време тип 1. Пасив во сегашно, минато и идно време се формира на сличен начин. Главната разлика е во локацијата и времето на глаголот werden. Од левата страна на слайдот ќе видиме одгоре како се формира пасив во сегашно време, под него пасив во перфект и најдолу пасив во идно време тип 1. Пасив во сегашно време формираме
знаеме како. Помошен глагол во сегашно време, секогаш глаголот верден конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2 форма. Кога сме во перфект, имаме помошен глагол во сегашно време, секогаш глаголот sein, плюс главен глагол во партицип 2 форма и на крајот краен глагол, глаголот верден во перфект, значи како глагол ворден. Кога сме кај идно време, тип 1 имаме помошен глагол верден во сегашно време, значи си останува како верден, плюс главен глагол во партицип 2 форма и на крајот повторно глаголот верден кој ќе ни биде во сегашно време. Значи која е разликата? На почеток имаме локацијата на глаголот верден и времето. Значи во некои случаеви се користи глаголот верден во сегашно време, во некои во перфект, како ворден. Исто така, верден може да стои на крај на реченицата, на почеток на реченицата и слично, зависно од тоа за кое време во пасив зборуваме. Кога ќе извежбаме некои примери, ќе стани појасно. Продолжуваме понатаму. Како се формира реченица во пасив на процес во времето футуа 1. Слично како пасив на процес во перфект, веќе кажавме. Помошниот глагол sein се променува во верден, а крајниот глагол верден, кој бил во перфект, се променува во глагол верден, кој сега ќе ни биде во сегашно време. Да видиме пасив во идно време тип 1. Значи имаме помошен глагол во презенс, секогаш глаголот верден, плюс главен глагол во партицип 2, зависно од реченицата, тој глагол ќе го користиме, плюс краен глагол верден повторно во сегашно време. Да видиме пример каде што истата реченица ќе ја промениме од пасив во сегашно време во пасив во минато говорно време и на крај пасив во идно време тип 1. Реченицата што ќе ја користиме ќе биде Der Mann wird von dem Arzt geheilt. Човекот е од докторот лекуван. Истата реченица во перфект пасив би гласела вака. Der Mann ist von dem Arzt geheilt worden. Човекот беше од докторот лекуван. И ако сакаме истата реченица во идно време да ја направиме, ќе гласи вака. Der Mann wird von dem Arzt geheilt werden. Човекот ќе биде од докторот лекуван. Значи, во идно време тип 1, пасивна реченица, користиме два пати глагол верден и тоа еднаш конјугиран и еднаш на крај на реченица неконјугиран. А сега како се формира реченица во пасив на процес во идно време тип 2. Ова е малку посложено и поради тоа само ќе го споменеме на кратко, бидејќи за овој тип на идно време повеќе ќе обрниме внимание во видеата од ниво B1. Во горниот дел ќе имаме активна реченица во идно време тип 2, а во долниот дел пасивна реченица. Како се формираат? Во актив знаеме дека имаме помошен глагол верден во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс помошен глагол на крај, кој не е секогаш во инфинитив и ќе ни биде глаголот sein или глаголот haben. Кога сме кај пасивни реченици, на почеток, првиот дел од реченицата ни е ист како активните. Помошен глагол во сегашно време и тоа глаголот верден, плюс главен глагол во партицип 2 форма, плюс краен глагол во перфект, секогаш глаголот верден
и реченицата ја завршуваме со додатен глагол во инфинитив, но не е sein или haben, туку секогаш е глаголот sein. Тоа беше за пасив во предминато и идно време. За крај, за да не се мешаат правилата, ќе направиме кратко резиме, а потоа ќе извежбаме реченици. Ќе повториме како се формираат пасивни реченици во сегашно време, во минато пишано, во минато говорно време, во предминато и во двата типови на идно време. Правилата се следните. Во сегашно време, пасивни реченици имаме глаголот werden во сегашно време плюс главен глагол во партицип 2 форма. Ова веќе го знаеме. Во претеритум имаме помошен глагол werden, кој е секогаш во претеритум форма, плюс главен глагол во партицип 2 форма. Во перфект ги имаме помошен глагол sein конјугиран во презенс, плюс главен глагол во партицип 2 форма, плюс краен глагол, глаголот werden, но овој пат во перфект форма. Во pluscuamperfect имаме помошен глагол sein, но овој пат во претеритум, плюс главен глагол партицип 2 форма, плюс краен глагол, глаголот werden, исто во перфект форма, како worden. Идното време би се формирало вака. Тип 1 се формира со помошен глагол werden во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс краен глагол, секогаш глаголот werden, исто во сегашно време. Значи, во идно време тип 1 имаме два пати глагол werden во сегашно време. И пасив во идно време тип 2 се формира со помошен глагол werden во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс краен глагол, глаголот werden, но овој пат во перфект форма како worden, плюс додатен глагол во инфинитив, секогаш глаголот sein. Ова е резиме за сите типови на реченици во пасив форма во секое време. А сега да направиме мала вежба на крај да извежбаме примери. Дадете ни поддршка на каналот со тоа што ќе кликнете лайк на видеото. Ќе дадеме примери за сите типови на пасив во сите времиња. Der Fahrer fährt den Freund zum Flughafen. Шоферот го вози пријателот до аеродром. Ова е активна реченица во сегашно време. Der Freund wird zum Flughafen gefahren. Пријателот се вози до аеродром. Пасивна реченица во сегашно време. Der Freund wurde zum Flughafen gefahren. Пријателот се возеше до аеродром. Пасивна реченица во минато пишано време. Der Freund ist zum Flughafen gefahren worden. Пријателот беше возен до аеродром е пасивна реченица во минато говорно време. Следна реченица Der Freund war zum Flughafen gefahren worden. Пријателот се има возено до аеродром е пасивна реченица во предминато време. Der Freund wird zum Flughafen gefahren werden. Пријателот ќе се вози до аеродром ни е пасивна реченица во идно време тип 1. И за крај, Der Freund wird zum Flughafen gefahren worden sein. Пријателот ќе се возеше до аеродром. Е пасивна реченица во идно време тип 2.
За крај на видеото ќе направиме една вежба, каде што вие ќе треба да формирате реченици. Следната реченица во сегашно време актив, обидете се да ја формирате во останатите времиња. Sie stehlen Autos in Berlin. Тие крадат автомобили во Берлин. Наша помош во пасив сегашно време, истата реченица би гласела како Die Autos werden in Berlin gestohlen. Автомобилите се крадат во Берлин. Во претеритум би гласела како Die Autos wurden in Berlin gestohlen. Автомобилите се крадеа во Берлин. Како пасив би било Die Autos sind in Berlin gestohlen worden. Автомобилите беа крадени во Берлин. Во plusquamperfekt пасив, Die Autos waren in Berlin gestohlen worden. Автомобилите имаат бидено крадени во Берлин. Во идно време тип 1, Die Autos wird in Berlin gestohlen werden. Автомобилите ќе се крадат во Берлин. И идно време тип 2, Die Autos wird in Berlin gestohlen worden sein. Автомобилите ќе беа крадени во Берлин. Со ова видео, кое можеби е најтешкото од ниво А2, завршуваме со предавањата за ниво А2. Моментално, вие знаете германски јазик А2 и започнувате понапредно ниво Б1 од следното видео. Ако ви се допаѓаат овие видеа, кликнете лайк, следете не на Instagram, кликнете subscribe на YouTube и не заборавајте да го предложите каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно.